Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во фокусот во собранието овие 2 дена е ребалансот на буџетот. Во фокусот и на вечерашното издание на За или Против ќе биде токму тоа, ребалансот на буџетот, каде биле трошени и кој ги трошил и на каков начин недомакински се однесувале со државниот буџет, зашто ќе има пари, каде ќе мора некаде да се подскрати. Сите овие теми ги зборуваме со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата. Ви благодарам за тоа што сте тука вечерва, бидејќи е навистина една од најактуелните теми изминатиот период, откако и излеговте на пресконференција и кажавте вашите грижи по однос на државниот буџет, а дека е во фокусот на јавноста говори тоа што веќе политичките лидери, односно лидерите на двете најголеми политички партии веќе кажа што има да кажат и ги разменија мислењата на пресконференција и дел на гостување, па би сакала да почнем од тука, бидејќи премиерот Христијан Мицковски на едно телевизиско гостување, кога зборуваше за претходниот владин состав, кажа дека буквално душмански се однесувале, односно душмани да биле, немало вака да се однесуваат. А пак лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека СДСМ, неговата партија, оставила полна каса. Што вие затекнавте кога дојдовте на чело на Министерството за финансии? Каква е државната каса? Видете, најлесно е да констатирате состојба со парите по сметки, бидејќи нели тоа се податоци кои што се не само јавно достапни, туку и да не се, ќе ги извадиме и ќе ги покажеме. Тоа е најмалиот проблем. Што е суштината? Суштината е дека главната сметка или буџетската сметка беше во минус 3 милиарди и 600 милиони денари, тоа се околу 60 милиони евра, а на девизната сметка имаше само 47 милиони евра. Ево чисто само за споредба, во периодот кога владата на ВМРО ДПМНЕ се смени и дојде СДСМ заедно со ДУИ, тоа беше 2017 година во месец јуни, на девизната сметка имало околу 240 милиони евра. Значи, 240 милиони евра средства да ми оставе и мене на девизната сметка, верувам дека немаше можеби да имаме потреба од зголемување на буџетскиот дефицит, бидејќи буџетскиот дефицит го зголемуваме за 181 милион евра од прилика. Она што вие го кажавте на пресконференцијата пред нели да започне постапката во влада за предлог ребаланс на буџетот, кажавте дека за голема сума дека е оштетен буџетот. Па може ли да ни кажете сликовито каде се трошени парите? Кој оној можеби министерство или државна институција останата ги трошеле парите недомакински? На кој начин е направена ова сериозно оштетување на буџетот и отприлика колку изнесува еве вака од денешен аспект? Значи, два моменти се тука битни. Едниот момент е тоа што има доспејани обврски, кои што не биле платени, кои што не беа ни предвидени. И вториот момент, законски обврски, кои што требале да бидат предвидени, за кои што нели треба да има исплати до крајот на годината. Например, во законските обврски може да кажеме студентски оброк, стипендии, подпишувале колективни договори за кои што нели треба да има исплата на повисоки плати, спортски ваучери и така натаму. Од друга страна, она што се доспеани обврски, тоа е нешто што доспеало во изминатиот период. Еден таков пример беа субвенциите за земјоделците, кои што се доспеани некаде во износ од 60 милиони евра. Значи, зборуваме за доспеани, а не за планирани во тековната година. И сега, за поедноставно да може да се разбереме, јас би сакала ова на еден поедноставен начин и со некои секојдневни примери кои што ги имаме да го објасниме. Например, ако вие имате како едно семејство сметки неплатени во последните 3 месеци, било да е комунални сметки, струја, вода, телефонија и така натаму, и сега вие тоа не сте го платиле 3 месеци. Доаѓа следната плата и вие од тој прилив на една и две плати и при тоа се задолжувате уште дополнително, земате потрошувачки кредит, еве за наједноставно да го кажеме, нели, за да ги платите и овие обврски. Вие во суштина што правите? Првите 15 дена од месецот
наместо да ги сервисирате овие обврски, вие почнувате да трошите без контрола. Одите во ресторан, дома купувате поскапи работи за јадење и трошите Одите на на тој одмор, начин. наместо да ги... Да, може би и такво нешто. И после другите 15 дена вие веќе сте во ситуација да мора да ги поминете буквално со леп и маргарин. Тоа е, иако за жал во Македонија сигурно многу луѓе живеат на работна сиромаштија и тоа е поразително, но сакам само една посликовита ситуација да објаснам, бидејќи генерално ако гледаме ние во каква состојба ни е буџетот, нема ни за маргарин. Леп може да се купи само вака отсликано и наедноставно прикажано со, да речеме, секојдневни примери. А наместо само леп да се јадело, се трошеле и на други работи. И доаѓа... Значи, се живеело луксузно, а се немало ни за леп. Буквално е така, да. Па видете, само од 2 милиони денари имаме платено во првите 6 месеци во Министерството за финансии за репрезентација. И сега 2 милиони денари се 33.000 евра. И сега се поставува прашањето, нели, не дали смело, дали законски Зборуваме било. за домаќинско трошење на... така, зборуваме каде е на малку и средствата. одговорноста кај политичарите. Да, убаво го барем таа слика пренесовте дека се трошело, односно се пуштало чергичето повеќе од колку што најнародски кажано. А сега како дошло овие доспеани обврски пак? Секогаш во буџетите имаме план и имаме на приходи и на расходи. Поготово еве и кај овие кои што се клиники, во здравството и така натаму. Еве може да земеме било кој пример. 100 денари дека требало ги очекуваме во годинава пари кои што треба да ни дојдат на сметка. При тоа 70 денари од буџетот ги чекаме, а 30 денари велиме сами ќе ги обезбедиме. Како? Ќе доработиме нешто, ке, не знам, партиципација од болните и така натаму, може би некоја донација, и тие се 100 денари вкупно кои што ги очекуваме како прилив. Во расходна страна истото, односно ќе ги потрошиме тие денари, 100 денари колку што сме ги планирале. Но што се случува во пракса? 70 денари се сигурни ќе стигнат од буџетот, овие 30 се всушност оној балонот што се дувал во континуитет и се прикажувале поголеми очекувања во приходите, не се наплаќале тие 30, никогаш не доаѓале, но во делот на расходната страна да се трошеле или се склучувале договори за 100 денари трошок. И сега вие во континуитет имате планирано повеќе, не реализирате повеќе на приходна страна, трошите повеќе од колку што сте реализирале, тоа е веќе неодговорен менаџмент. Бидејќи плановите се на хартија, но секој пат мора да се внимава и кога се троши, бидејќи ние парите за годинава не ги имаме на купче собрано на 1 јануари, тие влегуваат во буџетот и излегуваат. И секоја несоодветно трошење или неприлагодување прави проблеми. И пореметување на целиот така, систем. И затоа треба пред се функционерите да бидат менаџери и одговорни во своето однесување, за да може, нели, да зборуваме дека нема да оставиме обврски за идни периоди, ова во континуитет си. Траело. Вако ова што го кажувате, мене ми наликува како воопшто немало никаква комуникација, како буквално секој да си работел по свој терк. Буквално е така. Еве денеска, например, имав еден состанок со директорот на Фондот за здравствено осигурување и тој вели затекнав ситуации каде од една до друга институција за иста работа имаме различна цена. Јас верувам дека ако тргнеме да ги споредуваме и набавките во институции или во министерство, тргнувајќи од тонери, хартија, оние основни потреби што им се потрошен материјал, така, верувам дека ќе најдеме многу големи разлики во цените. Тоа е нешто што не би требало да се случува. Од она што го видовте, каде најчесто се случувало ова? Може ли да ни кажете? Секаде, не може да се каже дека на едно место го имало, негде го немало. Секаде се случувало. Буквално секаде, сега негде е повеќе, негде е помалку. Вие и додека државте пресконференција дека се уште не бевте нели министер за финансии, алармиравте за одредени состојби, меѓутоа очекувавте ли кога ќе дојдете на функцијата дека кога дојдовте дека вакво нешто ќе затекнете? Не, апсолутно не, и верувајте кога ме информира од секторот за буџети и фондови кои што ги прибираа барањата од страна на институциите дека
барањата нивни се 40 милиарди денари, при што најголем дел им се доспеани обврски, јас бев избезумена буквално и при тоа морам да напоменам дека во тој момент имавме промени само направено кај министерските позиции. Значи тоа се во колку? 22-3, морам да кажам, во тој момент не беа стигнати барањата на новите министри, иако кај новите министри па преполовувавме буџети од постоечки министерства, но ајде да кажеме 20 доставиле. Сите останати беа дописи или барања од страна на функционери кои што се од претходната влада, кои што и денес не се уште сменети, немаме сегде промени. Така да, мислам, навистина бев премногу загрижена. Ајде си реков дека на почетокот може би или како секој пат, мене ми треба. Нормално е министерот за финансии да крати и да не дозволува да се троши од другата страна да се побарува, но кога почнаа доспеани обврски, имаме фактури, имаме постоечки договори, дури во еден момент почнав да им ги барам и документите. Ајде доставете ми да видам навистина дека сте склучиле договор, дека треба да плаќате, и тоа беше веќе поразително. Не би беше реално дека такво нешто... Да, не ми беше буквално реално дека може навистина да имаме толку доспеани обврски и непланирани. Пазете, имаме институции кои што го чекаат ребалансот за да можат плата да земат. Бидејќи им биле планирани плати до 6 месец. Мислам, како може ова еден одговорен функционер да си го дозволи? Се знае, буџетот кога се подготвува, први мора ги ставите законските обврски, а потоа се другото што ќе остане, ќе се договорите како ќе го распределувате, и тука треба да се разговара меѓу министрите најотворено. Ребалансот на буџетот, како што кажавме, во собраниска процедура, и вчера, и денеска имаше жестока дебата. Дел од опозицијата, односно критиките се во насока дека не бил развоен буџетот. Па може ли да не кажете каков е овој буџет, ако не што го предлагате, и со што се би обезбедиле со овој буџет, односно што ќе обезбеди ребалансот на буџетот, а не било планирано до сега? Видете, дали е развоен или не е развоен буџетот, зборуваат на крајот од денот резултатите кои што ќе се остварат на крајот на годината. А резултатите на претходната влада преку бруто домашниот производ јасно покажува дека никогаш немале развоен буџет и дека уствари катастрофални политики спроведувале. Сега, јас во ниту еден момент не сум кажала дека овој буџет е развоен. Јас сум кажала дека овој буџет треба да ги сервисира доспеаните обврски и оние законски обврски кои што мора да се исплатат. Значи овој буџет е тој кој што треба да даде инекција и да ја закрепне. Буквално така, за да можеме веќе за следната година да размислуваме во насока на развоен буџет. Но мора исто така да потенцираме дека оставија пустош. Зошто велам пустош? Затоа што кога ќе го погледнете буџетот, ќе видите дека имаме институции кои што од 2019 година до 2024 година имаат 3 пати поголеми буџети. Негде 2 пати поголеми буџети. А кога ќе погледнете даночните приходи, кои што треба да се изворните приходи, кои што треба да ги сервисираат овие расходи, ќе видите дека во тој дел вие немате ни 50% зголемување на даночните приходи од периодот 19 до 2024. И сега се постава прашањето, кој дозволи така да имаме енормни зголемувања на буџетите и каде ве сега мојата загриженост за буџетот за 2025-та? Кога ќе тргнете да ги гледате бројките, сваќате дека ако им ги кратите буџетите, во суштина им оставате само дел за плати. Значи платите толку многу на некои места се зголемени, а притоа морам да потенцирам дека има институции каде што немаме корекција на плата и тоа е сериозно. Да, многу еден овој претходно чинам со останати кои што зборувале за тоа дека не е размерно, односно за еден службеник во една институција не зема иста плата како друг службеник во друга институција, што е своевидна дискриминација и нееднаквост. Токму така. И затоа во буџетот ние што предвидовме? Не е точно дека не сме предвиделе корекција на минималната плата. Предвидена е во ребалансот нешто што требаше тие да го обезбедат, а не ние.
Они требаше тоа да си го обезбедат, зашто знаеа дека ќе има корекција на минимална плата. Тоа ќе беше едно од прашањата. Поради состојбата на буџетот, вие најавивте дека дали годинава би имало покачување на платите или тоа може да го очекуваме? Значи, она што им е на вработените во јавниот сектор, ајде да го кажам, и во јавната администрација, и што подразбира општ колективен договор, тоа ќе се спроведе и тоа е предвидено. Таму јасно е кажано доколку инфлацијата е повеќе од 3%, значи треба да се следат параметрите усогласување законско ќе има. Тоа ни е предвидено. И повторно се враќаме на истото. Зошто и ова не беше предвидено од нивна страна? А не било предвидено? Не, сето ова ние го обезбедивме дополнително. Може ли уште еднаш убаво да објасниме што било предвидено за првите 6 месеци? За првите 6 месеци делумно биле покриени платите. Платите до 6 месец делумно покриени. Ништо повеќе од тоа. Во некои институции да и до крајот на годината, во најголем дел од нив. Како е можно тоа? Како имало одредено купче на пари кое што го има, што има ќе трошиме, а потоа народски кажано со Господ напред да видиме од ден за ден како така. И во исто време, значи она што е дополнително отвара многу дилеми. Се носи закон во собрание за високо образование со кој што им се покачуваат платите, при тоа не се планирани во буџетот. Се потпишува колективен договор во Министерството за одбрана кој што исто така средствата не се планирани во буџетот. Се знае, вие може да потпишувате такви договори само доколку имате средства или да кажете дека ќе потпишете такви договори, но со одложено дејство да ги предвидат, да се задолжи Министерството за финансии да ги предвиди во буџетот за 2025-та. Ово што го зборувате, мене ми наликува и ќе биде и тоа едно од прашањата, како буквално предизборно да се обидувале да направат одредени измени, некои колективни договори, како предизборни ветувања, па ако успееме, ќе видиме потоа што ќе правиме. Тоа е едната страна, а другата страна е буквално како да ве остават со 5 денари, па вие мислите што ќе правите новата влада? Јас мислам дека второто е во прашање, затоа што буквално кога би го размислувале овој првиот дел, најверојатно може би потфатиле од сите колективни секаде по нешто, они намерно во одредени места, значи правеле само, бидејќи повеќе од очигледно и јасно им било дека ќе ги изгубат изборите, да дадат на цела администрација некако не им се гледало многу по кеф и таму кај што можеле, таму се буткале, колективни се зголемувале па тоа да биде на терет на следната на терет на овие другите. Јас жалам, меѓутоа на вистина има одредени институции кои што се во многу лоша состојба од аспект на платите, споредено со други институции кои што имаат премногу високи плати. Тука се согласувам и знам дека е голем проблем. И здравството, и образованието, и тоа е еден огромен предизвик кој што ќе треба да се решава во следниот период, бидејќи не смееме да дозволиме да имаме толкави разлики помеѓу, да речеме, вработени на исти позиции. Правник, економист, независно, во различни институции. Со новиот буџет предвидени се повеќе пари за јавна администрација, пензионери, ранливите категории, за земјоделците, за општините, за разлика од оно што било претходно планирано, и планирани се значајни инвестициски вложувања во областта на патната инфраструктура. Ајде да почнеме први за првиот дел, за пензиите, за ранливите категории, што ќе биде обезбедено со овој буџет, да и тоа беше исто така една интересна работа. Пензиите не им беа предвидени за до крајот на годината. Исто така, предвидени до 6 месец. Не до 6, они ги предвидуваат до крај, но како да нема да се менува ништо, како да не земаат во предвид дека... Значи не планирале покачување на пензиите? Не планирале покачување на пензиите, врз основа на нивниот закон, кој што нели го гласа, согласно кој имаме методологија која што по две основи ги коригира. Пензиите, односно трошоци на живот или она што го викаме инфлација и просечната плата. Значи, воопшто не било предвидено. Сега, тоа е едниот момент, иако пак ќе кажаме законска обврска. Јас разбирам дека може да ви се случи да не можете прецизно да ги предвидите вредностите и со ребалансот да се прават корекции. Но кога буквално ништо не сте предвиделе, не сте се ни обиделе да предвидите, значи тоа дека е тенденциозно направено, зашто во моментот ви требале пари
за некои други намени во првиот период од годината, во првата половина, односно додека беа изборите. И за социјалците, еве како што постојано зборуваат, значи, исто така немаше предвидено доволно средства во тој дел и ние исто и таму дополнивме. И сега ред други работи ги спомнавме, и платите спомнавме, значи, буквално сегде каде што требаше по закон. Студентиве, студентскиот оброк го гласаа, законот не предвидува средства. Ке имали за студентите? Да, значи буквално сето тоа е предвидено. За спортот, самите донесоа закон со кој што ги исклучија ваучерите, го сменија начинот на финансирање на спортот, не предвидува ни денар. А многу лесно е да се констатираат бројките и да се знае колку треба да се планира. Па тој закон постои или не постои? Зошто не го предвиделе? Да, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами. Во вториот дел ќе се осврнеме на останатите предизвици со буџетот, меѓутоа кратка пауза тука, па се враќаме назад по рекламите, почитувани гледачи. Добре дојдовте назад, почитувани гледачи. Продолжуваме таму каде што застанавме. Со министерката за финанси Гордана Димитриевска-Кочовска зборувавме во првиот дел за што се случувало, како недомаќински се трошило, меѓутоа споменавте уште еден момент, а тоа се извршните решенија, колективни договори што подпишувале не се исплаќале, па споменавте дека во 2023 година само по однос на извршни решенија биле исплаќани 30 милиони евра, а очекувате дека годинава ќе бидат многу повеќе. Зошто го очекувате ова? Тоа е првото прашање. И дали до толку не се почитувале работничките права и колективните договори од претходната власт? Значи по повеќе основи има еден дел нели во сегментот на и најголем во сегментот на непочитување на тие на законот за работни односи, но има и нели од аспект на тоа дека има компании кои што се тужеле и добиле на суд заради задоцнето плаќање и така натаму. Побитен е овој првиот дел за кој што нормално алармираше министерот за внатрешни работи, исто така алармираше и министерот за одбрана. Таму некако најчесто се случувале овие повреди со распоредување на лица вработени во тие министерства од едно на друго место, незаконски, бидејќи нели предмети кои што завршиле на суд и вработените биле во правото, а значи дека министрите незаконски постапувале со тие прераспределби или правеле повреди нели на законот. Како резултат на тоа, навистина има многу извршни исправи, кажав, минатата година колкав беше износот кој што бил исплатен, за годинава загриженоста е нели уште поголема со тоа што министрите ми ветија дека ќе седнат и ќе разговараат поединечно, ќе се обидат да најдат некој договор со вработените, нели барем да не се плаќаат некои дополнителни трошоци. Јас се надевам дека ќе успеат. Народски кажано и денар да заштедиме, заштеда е да пробаме максимум да направиме колку ќе може да заштедиме во овој дел. Така што проблеми се и предизвици извршните исправи, исто така многу е голем проблем во последниот период и средствата кои што ги плаќаме заради тоа што судовите во законскиот рок не носеле пресуди, па има граѓани кои што се жалеле во Европскиот суд за човекови права, се добивани предмети таму и тоа е исто така сериозен проблем кој што зема се повеќе замав. Ама нормално, мислам, ќе ги вадиме податоците секој пат транспарентно, затоа што сметам дека тоа е единствениот начин за да се справиме со сите овие проблеми. Ако ги извадиме транспарентно, ги покажеме на јавноста, јавноста ќе знае каде да се фокусира и каде на некој начин да критикува, бидејќи не гледам веќе на вистина друг начин. Еве со судовиве не знам како би го спровеле, нели независно судство и така натаму. Во делот на администрацијата е поедноставно. Јас како министер, кога го предлагав ребалансот, таму каде што сметав дека треба да се крати, скратив. Нормално колегите беа незадоволни, но тоа е што е. Мора да си ги пуштиме нозете толку колку што ни е черката. Во таа насока вчера во собранието кога и реплициравте на екс-министерката за култура Бисера Костадиновска, рековте дека лани за организација на манифестацијата Зилинден биле потрошени 9,5
милиони денари, а годинава не сте им дозволија да потрошат толку многу, односно ни 1,5 милиони денари. Како го прифаќаат ова останатите во владата, да поставувате граници и принцип на, може да се каже, штедење и рационално трошење на финансиите? Како го дочека? Најважно од се е што најголема поддршка имам од премиерот во оваа насока и јас му еве и во оваа прилика сакам да му се заблагодарам, затоа што без негова поддршка навистина јас не би можела ништо од тоа да направам. Сега, доаѓаат вработените и сега се објаснуваме, нели, кога одредени институции бараат одредени средства и така натаму, како што е, например, случајот сега со 2 август. Логично е дека првото прашање би било што подразбира тој настан и велиме. Ни треба црвен тепих, на што го збориме, по кој што движиме. Ги имаме во институциите или треба да ги купиме? Ги имаме. Секоја институција оди да положи цвеќе, ке си купи од својот буџет, бидејќи до толку секоја институција има. Сега во однос на ние настани, например, минатата година што се правеле во Крушево. Се ангажирале пејачи и така натаму. Ако ние имаме од секоја една област луѓе кои што се дел од јавната администрација и кои што примаат плата за истото, можеме да ги ангажираме за тој ден, нели? Дали како водители, дали ќе направиме, не знам, ќе викнеме филхармонија, па ќе отсвири и така натаму, ние можеме тоа да го побареме, затоа што знаеме дека тие институции 365 дена или ајде 200 и колку се работни денови во годината, дека не се постојано ангажирани, може на крајот од денот да излезат во пресред во таков момент. Зошто? Затоа што секој дополнителен долг кој што го правиме, го плаќаме пак сите ние. И тие што се во култура, и овие што се во финансии, во правда, не знам, и во МВР, МНР, независно. Значи, сите го правиме. И треба да разбереме дека не сме богата држава, напротив. И ако не сме богата држава, дајте првин да видиме со собствените ресурси кои што ни се на располагање, што можеме да направиме. А потоа да пристапуваме кон ангажирање на други лица и така натаму. Мислам, минатата година, еве, владата имала ангажирано компанија за истова. Апсолутно неприфатливо. Оно што вие го зборувате дека нема да се изгуби од квалитетот, секако. туку ќе се искористат потенцијалите, капацитетите на институциите кои што веќе ги имаат. Токму така. Што не Баш се тоа губи во... го зборувам, дека нема да се изгуби од квалитетот, но секако треба некој да седне, да го сработи тоа, да го осмисли. Нормално ќе се направи еден тим, една работна група која што сето тоа може да го направи. Си има одредени институции кои што во суштина треба да организираат или, ајде да кажеме, можеби не буквално попис на работни задачи, но можат да помогнат и малку да придонесат во овој период кога на државата е тешко. И сметам дека така треба да се функционира. Лидерот на СДСМ Венко Филипче прашува што ќе правиме со толку големо задолжување. Односно го отвара и прашањето за задолжувањето, па ќе каже дека истравува за најавените задолжувања во странство и дома. Па ако отвориме страната на Министерството за финансии и видиме како се движел долгот низ годините, можеме да видиме дека од 2017 година до март 2024 година, кога има последен извештај за тоа, ќе видиме дека во 2017 година бил 47,7% од бруто домашниот производ, а во март 2024 достигнал 59,8% од бруто домашниот производ. Може ли да ни објасните што се случува со јавниот долг и како се движи, каква е состојбата во моментот? Мене повеќе, кога зборуваме за проценти, јас разбирам дека и процентите се нешто што треба да ги мери работите, ајде да кажеме. И јасно ми е кога ќе кажат 47% бил, 7 ирелевантно, сега е толку колку што е. Најде да го гледаме во апсолутен износ. 4 милиарди и 700 милиони евра наспроти 8 милиарди и 500 милиони евра. Тоа е загрижувачкото. Што го дуплирале јавниот долг во нивниот период, при тоа, како што кажав, бруто домашниот производ е поразителен. Сега, ако е таква состојбата, тогаш ние треба да гледаме првин како стигнавме до тој процент, при тоа
не можам да дозволам да се коментира дека ќе имаме надворешно задолжување, не знам уште 500 милиони евра, па ќе имаме, они го имаат планирано. Да немавме избори годинава, они ќе ги позајмуваат тие пари. Значи нешто што ќе се случеше. Ние само се трудиме да најдеме извор кој што ќе е за нас поевтин. Ако одиме со еврообврзница ќе плаќаме над 6%, сега ќе плаќаме 3,25. Ние бараме алтернатива поевтина. Тоа е едниот момент. Вториот момент или факт е дека ние го зголемуваме долгот само за 181 милион евра. Колку што е буџетскиот дефицит. Да, предвидуваме малку поголемо задолжување. Зошто? Зошто во јануари и февруари ни доспеваат кредити за враќање во ненормално големи износи, тоа во период баш кога почнува нова фискална година. И легитимно е да сме загрижени, затоа што не сакаме да дозволиме да ни падне кредитниот рейтинг на државата, треба да ги сервисираме обврскиве на време. Сега, како сме стигнале до 68%, тоа не знам зашто толку многу се изненадуваат, кога нашето зголемување е само 1,22% од новиот БДП, од стариот е уште помалку, тој што беше нивниот вештачки надуван. Во суштина, сето останато што го зголемува јавниот долг се инвестиции кои што они ги имаат предвидено во фискалната стратегија. Значи, како Номагаз, како железници, значи кредити на јавни предпријатија и акционерски друштва, на МЕПСО-еве, кои што го се потпишат, тој кој што они го договараа. Немаме нова фискална стратегија и ние мора да се држиме до постоечката која што ја имаме, во која што се предвидени овие работи. Сега веќе Министерството работи новата фискална стратегија, во која што ќе се ревидираат овие податоци и доколку на крајот, нели, Министерството за транспорт одлучи да не продолжи со железница и така натаму, очекувам дека оваа бројка ќе се намали. Пак ќе кажам, внатре се елементи од нивните предвидувања и договори за кредити кај јавни предпријатија, акционерски друштва, бидејќи тие се во делот на јавниот долг. Во делот на државниот долг ние не правиме големо зголемување. Тука е дефицитот буџетски вклучен, но јавниот долг кој што го вклучува и гарантираниот, тоа е она што го зборувам како предпријатие, тоа е тоа што они го договарале. Не ние, предходно... мислам смешно и затоа јас ги поздравувам и новинарите, дел од нив ми се јавуваа, ме прашуваа, како стигнавме до 68. Значи, тоа е суштината. Фискалната стратегија која што оние имаат и која што се уште е на сила, плюс овие 181 милион евра како нов буџетски дефицит зголемен. Ништо повеќе од тоа. Нешто што се провлекува од претходно. Од нив е сега, кога ќе стигне новата фискална стратегија, тогаш ќе ги усогласиме бројките, ќе видиме дали дел од овие кредити кои што се подпишани и кои што се одобрени ќе ги продолжиме и ќе ги реализираме. Повторно зборувам, како железницата, односно Коридор 8, таму се 350 милиони евра. И ти кредит, ново задолжување. И сега, ако го продолжиме, тоа ќе влијае на јавниот долг, но ако го прекинеме, ќе го намали. За крај, накратко би сакала и да го заокружиме вашето гостување и во владината седница и усвоивте неколку заклучоци, при тоа се обврзуваат сите буџетски корисници да му се обратат на Министерството за финансии кога нели би подпишувале колективни договори и слично, се што подразбира користење на буџетски средства. Ќе успеете ли да воведете култура на домакинско работење? Тоа ќе ми биде за крај прашањето. Мојата борба и мојот предизвик и нафаќање на оваа функција беше тоа. Јас, сите што ме познаваат, знаат дека сум човек кој што прво не трпи неправди. Не можам да го прифатам тоа. И сега, ако продолжиме ние повторно, некоја институција си подпишала колективен договор, друга не, повторно некој ќе страда. Јас не можам да го прифатам тоа. И токму од таа причина баравме да ги одобруваме колективните договори, затоа што на крајот од денот сепак треба да седнеме да разговараме како влада и да се согласиме дека ова не може да продолжи на така. Не дека е многу битно Министерството за финансии да ги одобри. Не, јас повторно ќе разговарам на влада. Но мора да има централизирано тело кое што ги контролира работите. Исто во подготовката на буџетот за 2025 година ќе имаме ресорни состаноци со секој од министрите поединечно, при тоа ќе се земаат во предвид ревизорските извештаи на
има Државниот завод за ревизија? Дали има акциски планови во однос на тоа, нели, кои им биле забелешките? Исто така клучно, министерствата мора да дојдат подготвени со нивните стратегии и размислувања како понатаму. Пример еден. Земјоделие мора да дојде и да каже што очекува со своите политики и програми за да можеме и да го испроектираме бруто домашниот производ, бидејќи сепак ние треба да работиме како тим. Не може Министерството за финансии само да ги прави проекциите. Секој си има своја додадена вредност во економијата. Ние мора да седнеме сите и да разговараме заедно. Така планираме да го подготвуваме буџетот за 2025 година. Сметам дека со ваков пристап и во исто време со отварање на сите податоци транспарентно, односно секое министерство, повторно на сајтот на Министерство за финансии, но секој буџетски корисник поотделно да си го покаже своето извршување на буџетот, бидејќи сега е се на куп, па се трча по министерот за финансии да објасни што се разни трансфери, зошто платите пораснали така натаму. Не, нека се видат на секој буџетски корисник поединечно, па тогаш ќе појдат кај соодветен министер, ќе го прашаат зошто е вака, зошто е тоа така и така натаму. Ако јас и после месец дена сум фокусирана на работа и не сум го сменила се уште телефонот, го користам приватниот, ниту сум купила мобилен уред, ако купувам кафе и го носам од дома, ако не трошам апсолутно никакви средства од министерството, бидејќи приоритетно ми е да се фокусирам на она што значи подобрување на целокупната економска состојба, сметам дека сите треба подеднакво да поднесеме на некој начин жртва во тој дел, да ни биде приоритет работата, а не привилегиите на некој начин. И затоа е добро да се отворат сите податоци и секој да си покаже колку е совесен или не е совесен во своето работење. Иако, верувајте, очекувам, бидејќи ги знам министрите, очекувам многу домакинско однесување на секој од нив. Но отворањето на податоците ќе значи и што се случувало во минатото. Значи ќе продолжи иднината, но да го видиме и минатото. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Ви посакувам убав остаток од вечерта и викенд пред нас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.